На колешке, на почетокот мора да напоменам или да дадам забелешка. Овде не е ова Совет на Општина Гевгелија. Овде веќе сме во Собранието на Република Македонија, каде што неколку денови, меѓу кои денешниот ден, го разгледуваме ребалансот на буџетот на државата, ребалансот на буџетот на Република Македонија. Се изнаслушавме за Совет на Општина Гевгелија, за проекти на Општина Гевгелија, и меѓу другото, она што беше кажано од вас, дека опозицијата го кочела донесувањето на ребалансот на буџетот со тоа што снимале говорници. Впрочем, воопшто не сте во право, затоа што говорници колку од едната страна има, толку и од другата, а немојте да заборавате дека опозицијата зборува и во иднина ќе зборува, затоа што тоа е наша обврска. Да ги кажуваме аномалиите и да ја посочуваме катастрофата која што ја поправите не само со буџетот, туку со овој буџет и со државата, односно со Република Македонија. Како што и сама кажавте, слушнавме дека вие доаѓате од образованието, меѓутоа, за жал, во вашиот говор не посветивте внимание на образованието, иако образованието, односно образовниот систем во Република Македонија се наоѓа во една очајна состојба. Имено со ребалансот на буџетот се кратат 21 милион евра од ставките за образование, реконструкција и изградба на студентски домови од буџетот, што беше предвидено за 2020 година. Само од парите наменети за развој на образовниот систем на основците се кратат 5 милиони евра, во средното образование 2,2 милиони евра. Меѓу другото, како што кажав, скратени се и парите за реконструкција на студентските домови, а веќе ветениот студентски град уште од вашиот претходен мандат го заборавивте, повеќе не го ни споменувате. Со ребалансот кратите средства буквално за младите на секој чекор, од Агенцијата за млади и спорт не ја продолжувате изградбата на објектите Финки и Факултетот за физичка култура и така натаму. Меѓутоа, освен тоа што зборувавте за Гевгелија, вие не зборувавте ни за образование, за жал не ги спомнавте ни мерките кои што треба да се нудат и треба да се донесат со овој ребаланс на буџет, за кои што мерки морам да споменам дека се преку потребни, иако веќе за жал од секторите за кои што се наменуваат во овие 2 дена имаме голема критика дека не се воопшто добри и нема да бидат воопшто доволни, односно овој 4 пакет на мерки не само што е задоволен, како што кажуваат веќе и секторите за кои што се е наменет, нема да одговори соодветно за потребите на македонската економија и граѓаните. Односно, за жал, од ден на ден гледаме дека состојбата, тешката состојба дополнително се продлабочува во нашата држава и ако се има предвид искуството од претходните 3 сета на мерки, поразително е она што не очекува, затоа што допред стигнувањето на ребалансот на буџетот во Собранието, ние веќе имавме најмалку 40.000 невработени за 5... Контрареплика.